Добар ден и од мене. Што е типичен, а што атипичен развој кај децата? На што треба родителите да обрнат внимание и зошто е важно рано да интервенира доколку забележат некои развојни недоследности кај своето дете? Во студиото денеска се Роберта Митревска, доктор на науки по јавно здравство, и Марија Делетич, дефектолог, инаку тие се од Асоциацијата за права на деца и младинци со посебни потреби Ластовица, и со нив ќе породискутираме на оваа тема. Добре ни дојдовте. Ви благодариме на поканата. Добре ме најдовме. До неодамна гладно се говореше што е тоа нетипичен развој, многу малку се посветуваше внимание на типичниот развој, односно на оној нормален развој. Сега на интернет, на многу сајтови може да се забележат многу насоки кои што укажуваат на тоа како детето треба да се развива во првите 24 месеци или пак до 5-та година. Па би започела од тука. Кои се главните развојни карактеристики кај бебето? Така. Секој развој на детето се одвива по одредени фази. Фазите започнуваат уште од самото раѓање. Основните фази мора да бидат следени најпрво од мајката, бидејќи таа е 24 часа постојано со детето. И секое одстапување кое што мајката би го забележила, мора да представува, би требало да представува еден вид на нарушување, односно одстапување од тој така наречен типичен развој кој што сега го споменавте. Значи, типичниот развој е следење на фазите на развој на детето. Фазите на развој на детето се различни и тие обично одат заедно со созревањето на детето. Созревањето секогаш оди цефалокаудално, односно од вратот кон нозете. Значи, во првите 24 месеци од развојот на детето се следи тоа. Најпрво започнуваме со дали детето може да ја држи главата исправено, дали може да ги мрда раменцата, потоа одиме кон рацете, сега една глобална слика да дадеме, па седењето оди на детето и на крај застанување на ножиња и проодување. Во овие фази кои што треба да се поминат, мора да се поминат за да дојдеме до когнитивната зрелост, односно до фазите на интуитивното мислење кај децата во подоцнежната возраст, односно после втората година од развојот. Секое одстапување кое што во овие фази не ќе може да се следи, тоа е веќе атипичен развој кај децата, односно одстапување од нормалниот развој. Родителите читаат многу стати поврзани со ова, и сега таму има наброено. Да речеме, до третиот месец дека детето треба да фати некоја играчка, потоа треба да ползи на одредена возраст и така натаму. Што значи одстапување? Дали мора строго да се следат овие фази, односно дали мора секое дете да прооде на 9 месеци или на година дена, или се работи за индивидуален развој? Значи, можеме да толерираме месец, 2 до 3. Меѓутоа да толерираме години, мислам дека не. Ако карикирам сега, еве во вашето семејство има 2 дечиња, едното проодело на 10-12 месеци, второто можеби ќе прооди на 14 или 16, тоа е во ред. Меѓутоа не е во ред веќе на 2 или 3 години детето да не оди. Или да не може да застане на нозе, или да не лази, или да не може да се заврти. Се случува понекогаш детето да не ползи. Дали е тоа некој показател за некое развојно нарушување? Јас според нас мислам дека е показател, бидејќи ползењето е процес на развој на праксијата кај детето. Сега доколку детето ја надмине таа фаза, значи се јавува апраксија, и во третманите кои што ние ги правиме со овие деца, секогаш го враќаме назад без разлика на возраста која што детето ја има, доколку не е надмината фазата на лазење, ние и тука работиме на тоа за да вртиме кругови, чисто да се дојде до праксичната основа за да може потоа да се градат моторните вештини понатаму успешно, како и латерализацијата исто така. Какви се развојните показатели после втората година, односно по 24-тиот месец? Така, сега, значи, она што најмногу ги алармира родителите, нели, општо познато е дека веќе околу 24-тиот месец се јавува говорот. Го имаме и претходно, меѓутоа тоа е чисто именување на некој поим и на детето познати предмети, познати лица.
И веќе околу 24-тиот месец би требало да ја имаме и таа прва едноставна, проста, да речем, реченица или фраза составена од два збора, ајде мама, ајде тато, иде надвор или слично. Потоа и моторниот развој веќе треба да се стабилизира како детето продело некаде околу првата година, нели 2 месеца, 3 месеца плюс минус, тука правиме толеранција, нели секој дете се развива со индивидуално темпо на развој. И веќе треба да го имаме качување по скали, па првите 3 цикалот и слично, значи да почнеме со некои вештини моторни, односно со развојот на групата моторика и се доведува до осамостојување на некои си активности кои што порано, нели, на детето му било потребен родителот или било каква помош. Сите сегменти веќе почнуваат на психомоторниот развој, тоа се моторниот сегмент, тоа е говорниот сегмент, тоа е социјално-емоционалниот сегмент, значи веќе станува детето социјално битие, почнува да се интересира за врсниците после втората, околу втората и третата година, значи полека се надминуваат тие стравови на одвојување од родителите и нему познати лица, значи веќе се пристапува кон игра со врсниците. Исто тако и говорот веќе се богати со голем фонд на зборови, станува разбирлив, ако претходно нели не бил разбирлив за околината и слично. Така. Дали родителите најчесто се јавуваат кај вас поради отсуство на говор кај детето? Па да. Најчестата причина? Најчестата причина и нели зборуваме она што ги алармира родителите дека има некаков си проблем е проблемот во говорот. Меѓутоа најчесто тој проблем во говорот за жал е нешто што е секундарно. Бидејќи на родителите најблиско и видливо, бидејќи не можат да комуницираат со сопственото дете, понекогаш и потесното семејство го разбира неразбирливи одговор за околината, меѓутоа кога детето веќе ќе тргне во градинка или кога првпат ќе се внесе во таа општествена, да речем, група, таа е градинката, помала или поголема, веќе представува проблем. Проблем е затоа што не може да се вклучи во активностите кои што се бараат од него, не може да ги следи правилата, понекогаш и не може добро да го процесира налогот што му е, основни едноставни налози што му се дадени и веднаш родителите алармираат. Они следат, како што вие рековте, сега имаме најразлични сајтови со развојни показатели по години, по месеци, па они некако го споредуваат тоа со своето дете и се обраќаат најнапред кај матичниот педијатар, кој што понекогаш нели ќе го оправда, понекогаш ќе го потврди нивното сомневање дека има проблем, меѓутоа многу голем дел од мајките најчесто, бидејќи тие се првите терапевти на детето, си го следат и некогаш интуицијата на мајката знаеме дека е тоа најсилна и најчесто Така не треба да се потценува. Да, не треба да се потценува и најчесто излигува дека мајката била во право кога ќе нели не побара нас за совет и еве вака би упатила една порака, еден апел до сите родители и на најмалиот сомнеш да реагираат, подобро нели да го спречиме отколку да го лечиме, меѓутоа и подобро и да се стимулира и најмалиот проблем да се стимулира, значи да се поттикне развојот, ако гледаме дека нели тој условно речено правилен развој, рековме дека секој дете се развива со нему сопствена динамика, меѓутоа и најмалиот проблем и да е во комуникација, и моторен, и да е во однесувањето, значи и во емоциите, некоја одредена незрелост, може, нели, зависи од тоа што се случува со детето, би можел да се надмине доколку правовремено се детектира и нормално се почне со некоја интервенција, како што е случајот кај нас од дефектолошка проценка и рана интервенција. Во овој дел од емисијата можеме да ги отвориме телефоните 307677. Гледачите може да постават прашања поврзани со денешната тема. Колку често се случува родителите да добијат совет од околината дека треба да се причека, не мора да се брза, дека детето до третата година ќе прозбори или пак доколку има некој моторички проблем, дека ќе го совлада самостојно. Може ли самостојно да го решат децата овој проблем? Самостојно зависи Зошто е важна раната интервенција? Раната интервенција е многу важна затоа што матурираноста, односно созревањето на мозокот е многу важен во првите месеци па и години од животот. Така.
потоа веќе е доцна. Пластичноста на мозокот е поголема, информациите може што се примаат се многу побројни, начинот на кој што можеме да го модификуваме мозочето што се вели е поуспешна отколку во подоцнежниот. Затоа раната интервенција е потребна, односно раната интервенција е таа, како што рече колешката, и при најмал сомнеж мора да се интервенира. Сега велиме, еве спомнавме например со говорот. Говорот е како прв, меѓутоа пред говорот е моториката. Ние може да забележиме дали кај детето еве до пред 12 месеци дали оно седи исправено, дали ја дофаќа, се интересира за играчката. Развојните нарушувања не се само од физички или од сензорен тип. Има и едни сега доста актуелни развојни нарушувања во кои што спаѓа и аутизмот како едно од тие нарушувања, така да тоа не можеме да го тие деца се развиваат моторно и сензорно успешно од другите и не може да се примети доколку нивната социјална компонента не излезе на виделина. Така. Имаме гледачна линија, да го вклучиме со прашања, потоа ќе продолжиме со прашањата кои што ги предвидовме за денес. Добар ден, повелете. Кој ни се јавува во 0+? Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам. Имам 6-месечна бебенце. Нормално се развива, главичката ја држи, веќе седи, меѓутоа не се врти. Ги крева ножињето, меѓутоа не се врти од грб на стомак или обрат. Килажата е голема, околу 9,5 кила. Дали може тоа да е пречка или? Така, благодарам што се јавивте. Вели дека не прави ротација. Не се превртува, не прави ротација, има 9 кг. Нека се обиде мајката да го стимулира, односно легнато на под или на кревет на потврда површина, нека го стимулира со раката полека да направи една ротација, со тоа што мора да забележи дали откако ќе го заврти бебето на стомак, ја крева главата високо над телото или ја држи настрана. Доколку ја крева главата високо над телото, тогаш проблемот е во тежината. Во спротивно, мислам дека треба дополнителни испитувања да направат. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, кој се јавува и кој е вашето прашање? Моето прашање е, детето ми е 2 години и 6 месеца, но се уште не зборува ништо. Така. Да, тоа сакав да ја прашам, зашто нема ни ма, ни та, ништо, ни еден збор уште не може да зборува. Бевме кај матичната, секаде бевме и ни викаат дека ќе зборува, да почекаме до 3 години. Така. Тоа е најчесто советот кој што го добиваат родителите, да се причека детото ќе прозвучи. Благодарам што се јавивте. Вака сега, значи точно за тоа што го потенциравме, 2 години и 6 месеци веќе е возраст на која што детето треба да комуницира, не само да зборува. Како и да го разбира говорот, така и да го изразува говорот. Значи битно е да се обратите, не знам од каде беше гледачката, било како, или на дефектолог, или да отидете да побарате совет од логопед и да се направат првично проценки воопшто комплетно на детето. Не треба да се чека ниту еден момент. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, во програма сте. Вклучени сте. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете, кој е вашето прашање? Имаме проблем со гледачот, би можел да се вклучи повторно во текот на емисијата. Јас би ви запрашала зошто е важна раната стимулација кај децата, зошто е важно да не јадат пасирана и блендирана храна, зошто е важно да не се стават во дубак и така натаму. Значи, раната стимулација, веќе споминавме, ради пластичноста на мозокот и интервенцијата од наша страна и прифаќањето на налозите од страната на децата во било кој аспект, дали моторен, социјален, говорен, за комуникација и така натаму. Стимулација што уствари значи поттикнување на она за кое што детето се уште не е зрело, а треба да биде зрело. На тој начин ние ги поттикнуваме неуроните во мозочето тие побрзо да зреат. Конкретниот случај, ако не се превртува, може да е мрзливо бебе. Значи, имаме и такви одредени состојби.
кои што се надминуваат. Во тој случај треба ние родителите, зборувам како родители, родителите бидејќи се постојано со децата, да го стимулираат. Било да го поттикнуваат да ја дофати играчката, да се превртува, односно да ротира од стомак на грб и од грб на стомак, да стимулира дофаќање со раце, кревање на нозете, зависно од возраста, нели, да стимулираат лазење, да стимулираат застанување на нозе, клекни стани, па и првите чекори во подоснежната возраст над нели првата година, доколку не оди, тоа да се стимулира и на тој начин се поттикнува детето што побрзо да зрее и побрзо А зошто е важно да не јадат постојано пасирано и Да, блендирано? во однос на пасираната храна ради говорот. Значи, постојат сегменти кои што во развојот на фазите од развојот на говорот сега мора да се стимулира оралниот апарат и моториката на говорниот целокупен апарат. Со пасирана храна детето само голта, не джвака и на тој начин не го движи јазикот, не ги движи вилиците и говорот е, знаеме, испуштање на гласови и правилно местење на говорниот апарат, односно на забите и на јазикот и испуштање на воздух. Доколку немаме таква стимулација, нормално дека или ќе имаме лабав говор, или ќе имаме неправилен говор и така натаму, затоа изискуваме и практикуваме да апелираме до родителите секогаш да им даваат храна да джвакаат, а не пасирана храна. Так. И цуцлите, што е можно, доколку ги има, да се отстранат од употреба. Так. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавувам од Струмица. Така? Имаме внука во државната болница во Мајка Тереза, во детската клиника неврологија. 5 годишно девојче, па ни рече докторот дека имало воспаление во мозокот. А пред тоа си немаше девојката ништо. Се одеше нормално. И сега ние му веруваме доктор дека воспаление ни рече дека лек и нема, може победре да стане, малку ќе се оправи или повеќе ќе се оправи или ама и со видот да изгуби и видот. Така, уште е во детска клиника во неврологија. Така, значи си скомплицирала ситуацијата. Вашето прашање е дали може да се помогне, предпоставувам, на девојчето, тоа е прашањето. Молам? Кое е вашето прашање? Може да искоментираме, така? Да. Ви благодарам што се јавивте. Значи, зависи каде настанало воспалението, значи каде е лоцирано, во кој дел на мозокот е настанато конкретниот воспалителен процес. Еве, кажува гледачот дека се случило и девојчето да го изгуби видот. Значи, не знаеме додека не се санира воспалението кои ќе бидат последиците од менингитисот. Во однос на последиците, значи, мора да се направи една проценка, затоа што девојчето мора да се вклучи во еден рехабилитационен процес, за да ги минимизираме последиците, коригираме, по зависност од тоа не знаеме каде се колкаво е оштетувањето, дали само видот е проблем и слично, бидејќи зависи, реков, каде е настанато оштетувањето, кои центри се зафатени, каде ќе се појави реперкусија, односно последица од тоа воспаление, меѓутоа секако треба да се подргне на еден рехабилитационен процес и да се вклучат повеќе стручњаци во зависност од тоа кои се последиците. Значи рехабилитацијата мора да се вклучи, да, и да е минимално, рековме, значи стимулација мора, бидејќи возраста е таа, 5 години сепак, зборуваме за пластичност на мозокот, зборуваме за сепак некоја предучилишна возраст, тоа дете треба да се вклучи во образовен процес, значи мора да се стимулира. Така. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден. Повелете. Дека една мајка на 2,5 годишно дете. Ме слушате? Да, така. Повелете. Така. И неговиот фонд на зборови е многу мал во возраста што има, барам ние така мислиме, затоа што тој ги кажува зборовите, меѓутоа ние треба да го искажеме зборот, а потоа тој да го повтори. Меѓутоа, секој пат не е расположен. Гласовите, некои гласови ги изговара, сите
самогласи ги изговара, некои не баш не? И дали треба интервенција некоја, мислам, да одим да го носиме на логопед или на некој. И ова, да ви кажам, ситната моторика не сака лажите да паќа. Дали е тоа наша грешка, или а инаку со топчење игра, со сите играчки си игра, физички е напреден, апетит си има, си јаде се. Тоа му е некако што не загрижува нас како родители. Така. Како комуницирате вие со детето, господја? Како најнормално комуницираме со нив. Кога нешто бара од вас, на кој начин ви приоѓа, ве зема за рака и ве носи или како комуницира? Да, тој начин, ако сака нешто, ако сака вода да се напие, ме носи во кујна. Ако сака некоја играчка, ќе си ја земе сам и ќе си игра. Меѓутоа, точно така, кажува, а не... Ние често бараме од него да каже сакам вода, и сакам вода или нешто. Имињата на родителите ги кажува, на родителите ги знае. Меѓутоа, и ние сме во една недоумица, дали е тоа нормално за неговата возраст или треба да чекаме за на логопед да го носиме. Така. Ви благодарам што се јавивте. Како во една ваква Јас ситуација мислам дека што не треба да се чека, без разлика, дај Боже ништо да не е од сето ова што го слушнавме, и би апелирала до родителите сето она што може децата да го прават сами, не им помагајте. Например, лажицата досега треба он сам да јаде самостојно, па и по цена да извалка и масата и да се извалка и самиот тој, така да се што може само детето да направи, не му пружајте помош. Поттикнете го самостојно да го направи тоа, на било кој начин да го изведе. Помогнете му тогаш кога навистина ќе видите дека не може да се труди. Пак поттикнете му, подадете му рака, посочете му на кој како начин да го направи тоа, меѓутоа никогаш многу е лесно на родителите да ја земеме тањирчето и лажицата и да го нараниме детето и сме завршиле работа, не е тоа. Никогаш воспитните стилови на родителите, нели, доведува до и хиперпротективноста која што ја има. Презаштитени се децата, сметајки дека не можат да направат ништо, или најчесто денес нели зборуваме за фактор време кој што се помалку го имаме, па родителите го немаат потребното ни време ни трпение за да дозволат на детето само да ја реализира активноста. Сега на некои деца нели им треба помалку време, на некои повеќе. Зборуваме за самостојно облекување, самостојно хранење. Значи тие нешта треба да се научат и да се истренираат, за тоа сето тоа треба време. И некогаш прават грешка и самите родители што не дозволиле да се детето да се обиде самостојно да ги прави, меѓутоа лошо е што тоа однесување кај детето се зацврстува. Ме разбирате, значи на детето учи дека некој друг може да направи наместо него. И воопшто не се ни труди, нели зборуваме и за говор, зборуваме и за некои моторни активности кои што може сам да ги прави и слично. Значи да се поттикнува да бидат самостојни, тоа е многу важно. Обавезно да се поттикнуваат, бидејќи децата во тој период од животот не размислуваат дека треба да се поттикнуваат. Него си ги задоволуваат своите потреби. Така, основните потреби. Значи основните потреби, и тоа смета дека ми е мене многу лесно кога баба или мама ќе ме наранат, или кога ќе ми ги врзат или облечат патиките, или блузчето, или било што. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. На вистина летна времето. Се надевам дека ќе бидете повторно наши гости. Секако. Ќе зборуваме уште на многу други теми. Останаа неотворени. Неотворени за жал, но сигурна сум дека ќе бидете повторно гости наскоро во 0N+. Ви благодарам што не следевте и овој понеделник. Следете на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.